Добро вечер уште еднаш за сите добронамерници и оние кои се во потрага по добра забава или така опуштена атмосфера. Да ви кажам една убава вест. Добро е, на вистинското место сте. Тука, освен се друго, ќе ја најдете и минералната вода Визијана, која е пребогата со магнезиум и е наш генерален спонзор и може неограничено да се конзумира, како и здравите и задолжителни млечни производи на бучен козјак. Алфи Техноцентар е тука, ги има и тука, но ги има и во Скопје, значи и во Скопје и во Куманово, иако така на повеќе места, јас милувам да кажам дека тоа е единствено место каде имате се на едно место, безброј производи, да се збуните и да не знаете што да купите, ама на крај сепак ќе се одлучите затоа што цените се екстра. Тука се и производите на Арис кои гарантира чисто ренто. Каде да се свртите, се е чисто, само треба да промандате малку. Многу лесно, можат и мажите дури тоа да го сторат. Значи, освен Арис и оној незаборавен и преубав амбиент и момент да не го заборавиме, кој ќе го доживеете во етно село Тимчевски, а од Нова година сега многу скоро, значи за брзо време и во ресторан Еден. Така ќе се вика тој ресторан, се надувам весел ќе има од цела Македонија. Сега, доброто на почетокот ќе го претвориме во лошо во продолжение. Бидејќи како бомба и тоа необична, не, туку како атомска бомба експлодира веста дека е можна да биде зголемена старосната граница за одење во пензија на дури 67 години. Мале. И тоа велат се со намера да се наполни пензинскиот фонд, а како резултат на некои нереални покачувања без вистинска финансиска подлога, сега јас да не навлегувам во премногу политика. Ама јас можам да предложам. Значи, предлагам следново. Најдобро е старосната граница да биде доживотна. Така нема да има пензионери, а фондот само ќе се полни. А за да не ја загубиме сосема таа наша категорија на граѓани, дополнително предлагам и со посебни маневри да ги сочуваме моменталните пензионери. Види, дете да направиш е лесно. Како бе да направиш пензионер со вакви мерки, Ама сега вие немојте да се разочарувате и да ми паѓате со духот. Ве молам, мора да останеме оптимисти, а не да сме сега во овие пресудни моменти песимисти. Полошо е. Верувајте ми, полошо е. Песимист е човек што нема ништо, а оптимист е човек што сепак има ништо. Ние пак вечерва имаме гостин токму од загрозената група на пензионери кои, не дај Боже, може и да исчезне. Затоа нема мирување и само по дома лежење, туку и тоа гостување во емисија од овој тип. Дами и господа, вечерва имаме чест, го имаме кај нас Ѓокица Лукаревски, еден од малкутемина кои се уште ги имаме и треба да ги сочуваме, а кои беа дел од онаа позната група на артисти кои со години на нас да се сеќавате, мамеа насмевки на нашите лица. Истото тоа ќе се потрудиме да го сториме и вечерва. И затоа ве повикувам да останете со нас и да видите што тоа ќе гледате во Нема љутиш. Јас од Кочани со автобус дојдов до овде само да се сликам со вас. О, душ. Не, викам, ја замисли овој до мене, чекај ме сега да се измешам и јас со нив. Обична пијаница нема стил кад пие, док Боем пие, ама има стил. И што би се кажало, има мерку. Тој ти овие твои години може да се криеш. Ја уопште не се крив. Нема љутиш и вечерва, драги мои, имаме гостин кој навистина вреди посебно внимание, затоа што се работи за еден доаен на македонското актерство, ако може така да се изразам, еден од најдобрите, еден од најприсутните и во театарот и на телевизиските екрани. Вечерва имам чест да го гостам господин Ѓокица Лукаревски. Добро вечер и добро дојде во Нема љутиш. Добро вечер, благодарам. Многу убави зборови слушнам сега. Кој знае дали сум ги заслужил, ама најверојатно ќе им текне на луѓето зошто зборуваме сега. Можев да редам уште многу, велам да не претерам,
ама ништо не е претерано, бидејќи навистина помладите сега не знам, меѓутоа мислам дека и они ве знаат. Се уште сте на некој начин активен и присутен, ако ништо друго и по голем број на репризи. Да. Ако Секако, да. Добро, мислам, симпатиите кај публиката секогаш остануваат и се бележат по она што си го направил. Така? Да. И сега, веројатно дека спомените им навираат од она што јас сум го направил, што сме снимале, што имало некои моменти кои што нив ги освоиле, нели? И да, ме знаат, и дури ми е уште многу по-чудно што еве сега кој ќе се сретнам со некои луѓе кои што имаат мали дечиња, играв во една серија, како се викаше она, Дајте музика, играв еден мајстор тамо. па ги репрезираат некогаш на МТВ, мислам. Мајстор Ѓорги, и се иде он со дете, еј, кој е овој сега? И ја, вака она, девојчето се срами, не бе дошол, здраво, викам, како га, абе, кој е? Мајстор Ѓоко, и се срами, мислам, сакам да ти кажам, добро, нашата професија бара такво нешто. Нашата професија е затоа добра. Затоа ми се допаѓа, мислам, ако дојдеш во ситуација да те паметат луѓето. Тоа е уствари најголемата сатисфакција на нашиот производ. Тоа што си го направил. За паметење паметат, можеби младите некои не препознаваат, па така еднаш ми се случи еден муебет во Кубаново, вика, абе на Сању Лукаревско вика Ѓокица го убија татко. Не бе, викам, на Ѓокица Лукаревско Сања го убија ќерка. Бидејќи он помлад малку па затоа. Не, се менуваат малку времињата, меѓутоа оние што се да кажеме над 25-30 сигурно многу добро се сеќаваат на сето она што вие го имате одиграно самостојно, меѓутоа и групно со еден дел од актерската екипа на Драмски театар. Да. Тука да ги наредам Чоре, Гоце Тодоровски, Сите, Панчо, дури Игор Джамбазо. Сигурно. Кој беше уште? Јовица Михайловски. Михайловски, Дади Ангеловски. Дади го заборави, Дади беше после Димче Мешковски, апсолутно. Скоро секогаш беше со. Да, и Колешки. И голем број Колешки, да, Катерина Коцевска, Стојна? Душица Стојанова, Стојна беше во МНТ. Во МНТ беше? Да, Стојна Костовска, а овде, да, Кондовска Марија, например, одлично, Маја Велковиќ, да, така да има доста кои што заедно сме оставиле некаков печат во публиката. И тоа познавање, таа работа со тие луѓе, мислам дека беше основа за да се создаде еден лик кој што ќе има права вредност. Затоа што само работењето на сцена е основниот услов и предизвик да се создаде една здрава театарска личност. Инаку, имам доста приказни, демека, јас сум глумец, да, си глумец, ама излези пред 300 луѓе да те видам. Така де. Сакам да те видам на 300 луѓе кои ќе искочиш, кои дите и зборуваш, броеш и некој направи. Готов си. Или пак случајно не реагира публиката онаму каде што знаеш дека би требало. А уште покатастрофално. Седи со жена му и вика, ајде, стани, доста. Ќе побудалиш, готово. Што мрабе, леле, за нигде сум. И се уште поиќе внесуваш енергија која што е фалш. Зашто сакаш да покажеш, да ме чекајте, бе, невојте, бе, кај најдо пресега, бе, кај најдо уште полошо правиш. Уште полошо. Да, али тоа е нашата професија, затоа што во нашиот театар постоеше едно правило. Доаѓаш во театарот и си никој ништо. Си никој и ништо, а сите завршени со академија. Си никој и ништо, се додека не почнат да те експлоатираат. Така. Со мали улоги, со статирања, со таму. Па, И така се развиваш. Да, и така се развиваш, доаѓаш во позиција кога веќе репертуарот е многу зависен од тебе, не ти од него, Така да мора да те уважуваат, ќе по дефолт. Да. Јас ќе потенцирам само на публиката дека ова наистина ретко го правам, не само ретко, туку само еднаш го имам направено со нашата домашна група Куманија, едно време се сеќаваш има своја серија на Сибор телевизија, ама они ми беа гости тројца, едноставно не можеме да постигнеме во една емисија се да кажат луѓето. Ова прв пат го правам со тебе, ќе направиме 2 емисии, бидејќи сакам да чујам од тебе се, од Мален Нозе, како и од каде таа твоја потреба да се занимаваш
со театарот, па да стигнеме до она што многумина можеби и не го знаат, барем ја до пред некој ден не знаев, дека си добитник на едно огромно признание. Да, Тоа е признание од председателот на државата и тоа оваа година, 2024. Да, 2024, да. Тоа е орден за заслуги. Заслуги така. да, И орден сега за мене нешто тука ме чуди. Сте добиле неколкумина. Да, имам, да, и од екран имам... Не, и од- мислам, за орденот зборувам. за орденот, Неколкумина да. сте добиле. Чоревски, јас и Гоце Тодоровски имаме И добија. никаде на ниједна телевизија не видов дека бевте гости за да тоа се презентира, да кажете нешто, да се подсетиме на вас. Мене ми е чудно дека такви па можам да кажам слободно величини како што си ти, како што е Чоре, да не ве викаат воопшто, да немаат потреба да ве викнат да прашаат, па нешто да ги подсетат луѓето, па има тука, ви имате милион снимки со кои тоа може да го покрие, да го направат интересно. Мене ми е чест, навистина, 3 пати се договараме за снимање да. и се некако малер не бие, Да. поради некои објективни причини не можевме да го закажеме. Терминот снимање. не можеме да го ускладиме. Да, Апсолутно. сега ми е многу Ама драго што толку. успеавме и ми чини чест што сте тука. Сега никој да не, скоро никој да не објави дека сте добиле такво едно признание. Па да, беше тоа едно признание кое што го примивме во Скопје ова на сцена на филхармонијата таму. Инкогнито Бевме да не беше? Не, беше Така. инкогнито зад сцена ни ги дадоа наградите. Ајбе бегајте од тука Како да не пред ве гледам. трафика да ви го дале? Ајбе бегајте од тука да не ве признанието? гледам, мај срамота. И не кажувајте на никој дека сме дали овие глумци. Орден на честа. Не, беше тоа. заслуги, мислам. Да, беше тоа навистина извонреден чин и еден, како да кажам, еден момент кој што сите баш онака со воскит го доживеа. Тоа е голема чест. Апсолутно. И тука Чоревски, па Бедија Беговска, па Бедија беше и уште два тројца, сега не можам да се сетам точно, али беше еден момент кога навистина се чувствуваш восхитен, зашто имаш едно признание кое што е од највисок ранг. Од највисок ранг како заслуги за народ. Нели? Значи им припаѓаш тоа, јас така го протумачев, како да му припаѓаш на народот, што е многу важно. Нели? Инаку тоа, зашто не нема, тоа е сигурно одраз на една култура или начин на кој што луѓето сакаат да ги преценат одредени работи со апсолутна грешка на дистанцирање од такви нешта, што за мене е фрапантно. Меѓутоа, мене ништо тоа веќе не ми значи. Јас сум задоволен тоа што некој се сетил да направи нешто во име на еден минат труд, кој што сум го вложил и кој што сме го вложиле сите, оние кои што сме добиле награди, кои што сме вложиле одреден труд, а бил оценет со највисока оценка, да не речам, со признание, нели? И тоа беше една сатисфакција одлична, затоа што кој ќе се сетам како сум почнал. Буквално... Кои се почетоците? Кој те зарази со глума? Да. Јас живеев во едно старо мало, се вика Пајко Мало во Скопје. Прочуено. И Се до мене живееше... во Димон месо. Да, Пајко Мало. да, Пајко Мало, да. И до мене живееше еден многу добар артист во Македонскиот народен театар, Драги Крстевски Амфи. Драги Крстевски Амфи. И ние во школа имавме една музичка секција која што свиревме на мелодики едни. И нешто он ми вика, Џукица, свирите уште на тие мелодиките? Да. Ајде да дојдеш утре у театар, земи 20 уште и дојди у театар. У Маната, стариот Маната, кој што беше една грандиозна институција. На ова место каде што е сега Сега редовираниот. истиот, меѓутоа имаш една таква архитектура која што сега дури не може да се опише, со подземни канали, па убаво бифе, па и луѓе кои што... И добро, отидовме таму, дојде и Крум Стојанов ја режираше представата Физичари. И тројца, сега треба као на флејти да свириме, ама ние со мелодики сега. Влезе во комбинација некако тоа и добро, не зема тамо, ајде, ама се како ќе се облакаме, од делца треба, нали, тоа беше некоја црковна варијанта, нели? Демек како припаѓаме на католицизмот и така натаму и да се облечеме, сега што ќе правиме, ја идам дома. Што направи ти, кај беше, сега викам у теа. И
па не зема. И сега немам оделце, вика, може ли да ми купи? И моите ми купија оделце. На колку години се Да, работело? тоа е 12. 12. 11, не 12. 11 години, да, добро, не е битно. Нешто како усни Да, кларинет. Вака, да, мелодика како клавирска варијанта. Тоа е усна. Да, ама не е вака, не е вака, него Не, вака. разбирам, ги имаше едно време со дирки, така. Зависи како ќе држиш, мислам, оваја. Да, тоа. Важно да И ајде, почнавме таму, идеме, представа иде, турнеја правиме, низ Македонија. Ја, Ова убаво било. 11 години, не знам кај сум, до мене великани Петре Прличко, Драги Костовски, Вукан Диневски, да не ги бројам сега сите. Вие ги имате фатено тие од најстарата генерација на Најстарата македонски генерација, актери, да. први глумејки со нив малку, па потоа и многу представи забележав дека Да, кај што режирале. статирав во Македонски народен театар, во представи кои што ги режираше Петре Прличко. Многу представи има режирано, да. Да. И идеме на тоа, леле, ти седиш со луѓе кои што се величина за Скопје, сите ги знаат, ја фрапиран ми е, ненормално нешто. И идеме, се сеќам во Штип, а со нас Стево Спасовски. Стево Спасовски тогаш се солунските атентатори беа и го играше оној ликот на, не знам се тачно како се вика, али најпопуларниот лик. И многу убав човек и Одличен, Стево беше Спасовски популарен во цела феноменален. Југославија, знам. И феноменален Жените глумец. лудуваа по него и да Убав. го запомладите да Убав. кажеме дека тој е татко на Дац. Дац. И сега, кога ќе прашаш дека е татко, кога ќе речеш дека е татко му на Дац, па Дац затоа е толку убав, бе, заради татко. Нели, на татко е си. Круша под кајсија не паѓа. И со него и доаѓа едно дете пред хотелот. Ние седиме ја со него, затоа што сакав да се движам со него, затоа што популарен човек од врие од популарност. И одиме сега така, и доаѓа едно дете. И вика, добар ден. Кажи бе, Стево му вика, кажи бе, дечко, што сакаш? Знаете што? Јас од Кочани со автобус дојдов до овде само да се сликам со вас. О, душ. Леле, викам, јас замисли овој до мене, чекај ме сега да се измешам и јас со нив. До мене тука, другар со него. чекај ме. Ја го држам човеков. Да. И така да сакам да кажам колку беше тоа популарно. И така, таа инфекција. И луѓето кој не бил во театарот на таков начин не може да ја свати таа магија. Многу мина се чудат, зошто бе токму актер, што не бидеш правник, нешто економист. Нели, не е баш многу доходовно кај нас да се актер, многу ретко се снима, мали се платите и се чудат луѓето, ама не знаат. Ја имам вкусено таа магија, што значи за сцената, Ама за кулисите. љубовта кон една професија нема цена. Нема цена. Љубовта ја предаваш, ја даваш од се срце, заради тоа што таа ти носи некаква сатисфакција. Не некаква сатисфакција која што те прави среќен, те прави успешен, те прави познат, те прави признат и така натаму. Апсолутно. А не некаква. И така, потоа помина од тоа и фати земјотрес, фати прво поплавата, па фати земјотресот. Во меѓувреме статираше нешто се Ништо, тука ја беше у по школа и театарот? одеднаш ми се јавуе некој од театарот. Ало, кај си бе мали, еве сум, тука е инспициентот. Што правиш бе ти? Добар сум. А они више земјотресот па ставени во сарај под шатори. И дојди бе вамо да се видиме, ја идам тамо, шума ја прават, Дарко Дамевски играше главна улога, и ја едно дете треба да се качи на едно дрво и да му кажам: "Ало, што прави, пази, ела?" Да му шептам. Отидов, абе, јас сум се радел на дрво, ме качи, ја горе, ме ќе седам, нема. Кај на Закувалски театар викам да има улога, писмо за вас, господине. И тоа беа првите чекори кои што тотално ми не влијае на мене. Некој Беше ќе рече веќе инфициран, така? Не, да. Не беше прашање дали ќе одиш на академија. Во овој дел уште за академија да те потпрашам. Нема везе со академија уште. Не, ама дали размислуваше за да... Никако. Не. Никако, затоа што ме викаа тамо, ја не оти... Ама како влегуваш во секој... Потоа почнав да статирам во представи кои што ги правеше Петре Прличко, па Антица, па Македонска крва свадба, па деца тамо шетаат, метат,
И отидов во гимназија уште почна поќе да ме јаде тоа, да ме глумата, Јанца, тоа е врти моето. тука. Тоа е моето и влегов таму во театаров и почнав во гимназија, негде трета година имаше гимназијада. И ја сега се спремам, сам ќе правам представа со мојот клас, правиме представа, а аналфабета од Нушич, и ја играм еден таму капетан, има нешто, облечено, играме се, публика паѓаше од смење, што е најважно, и шампиони не прогласија, победивме на тоа гимназијада. Сега ти викаш, пази бе, ја кај се развивам? Се развивам, значи во добро иде. позитива, идемо дале. Меѓутоа, кога завршив гимназија, после моите бе, немој бе, синкове, шо пречме ти глума, бе, не, за А, фркаду. у реду, тој, абе, хонорарно нек те вика, бе. Абе, земи нешто Сеј си работи. глеме нешто од кај се срка пари, бе. Ама кој да слуша? И така, отидовме после гимназија и почне на академија, нели? На академија отворија класа, тогаш дојде Илија Џувалековски од Загреб отворија катедра на високата Во музичка негова школа. класа ти беше? Во негова класа. Илија Џувалеков. Оние што не знаат младите, ова на Википедија ќе се искуцаат и Да. сите имиња што ги Да, споменува да. Ѓугица, ќе видите за какви великани се работи. Да. Зборувам за помладите, постарите. Али во мојата класа, нашата класа, фактички Кој бевме беше со тебе? Ненад Стојановски, Илко Стефановски, Димитар Зози, Гоце Тодоровски, јас, Мирче Доневски и Славица Ковачевиќ беше во нашата класа. Една класа која што беше прогласена за една од најуспешните класи во академијата. Така да сите, откако завршивме, сите за можеби 6 месеци, 7, 10 месеци, сите бевме примени во театрите. Јас прво почнав, значи, со драмски театар, потоа и Гоце влезе тука, и Ненад Стојановски, Илко Драмски Стефан. тогаш ми се чини како тоа време да го прибираше кајмакот така. Да, и во да, МНТ да, да добри актери не велам немаше, Да. ама драмски како во подем ми беше. Тоа тој период. на што се должи? Тоа се должи на едно внимание и постојана грижа за кадри што ги имаше Ристо Стефановски, директорот наш. Тој кој беше што- тогаш? Да, тогаш После беше. отиде он у МНТ, зашто беше? После тоа, откако Ја направи мислев со драмски театар дека бум. близината многу близко се академијата. и Не, драмски никако, пазата. ние бевме во апсолутна конфликтна ситуација, во нетрпение со МНТ. Зашто да. Не, ама драмскиот театар и драмската и академијата за драмски уметности А, да, се близко, многу да, близко. да, многу, Ја да. поради тоа мислев дека најдобрите тука одма ги зимаат. Не, затоа што драмски театар имаше шнур. Шнур за најдобар театар. Нема тука што. Кој ќе период. каже тоа беше навистина театар кој што Представи имаше кои представи, се кој што имаше паметат. кадар, кој И што колку што знам, сите, се, да не зборувам на памет, не може сите, ама најголемиот дел од произведбите на текстовите на Горан Стефановски се во драмски. да, апсолутно и премиерните, и премиерните представи што ги Премиерните игравме, тука, да, секогаш во драмски Сите затоа што мислам. тоа беше еден спој на извонреден автор, неповторлив, и еден извонреден режисер што се вика Слободан Унковски. Имав чест да го Таа запознам Горан Стефановски, тоа беше милина од човек. Тука мора да направиме мала пауза. Океј. И ќе одиме понатаму, ме интересираат и други работи, малку да офатиме и за групата и за комедијата што ја правите оние настапи, па да дојдеме до хихириху Нема и проблем. да поентираме на крајот. Вие бидете со нас. Имаме место за муавет. Бидете со нас, има место и за муавет и за смешка. Да. Сарош. Турски збор, именка. И значи бекрија, боем или ти пијаница. Не ми е јасно од куде ги е на Турција овој збор. Като они пијав чај или бозо евентуално. Ама, они си знаев. Вечита дилема на антиалкохоличари кај ќе зазборив за некоju особу која сака да испие некоju чашку повише, е дали е тај особа пијаница или боем. Постои ли дистинкт, тоест разлика или не? Постои. Нормално. Обична пијаница нема стил кад пие, док боем пие, ама има стил. И што би се кажало, има мерку. Пие док се не усере.
Некои би кажале дека пијаница и боем су два експоненцијално различни термина, деме крајно спротивни, док други би се држале до тој дека термини не су битни, него ликови за кои зборима. Сараоши. Писатели, глумци, естрадни уметници, сви су они боеми кад пиев. А останати потрошачи на добру капку су пијанице и сараоши. Наш Константин Миладинов напишае песму Не пијам, у кој кажува дека некад ноге не га служиле, удараја го главу у камења и зидови и дека некад имаја џумку на главу. Ништо страшно, само напред, сараоши. Пиме, чудна работа. Гледајќи овој ракiju како на кафе, гледам, замисли, текнам из на секс. Да се чудиш. Мајко му, мисло си, тај секс много чудна работа. Знаеш, од детството ти тој почине. Прво, нели криеш од родители кад малаш девојчиња за тие работи, па после се криеш од деца кад се жениш и на крај дојдеш до тој дередже да се криеш од жена. Ама, тој ти овие твои години може да се криеш. Ја уопште не се крив. Не, Ја кад дојду дома не се крив. не. Ја легну и одма си заспио. Ако случајно не заспио одма, право се мртав. Гумен. Све. Скроз. И так се растрчи ова е мојата. Чисти чарапе нови. Веш чист исто. Бела кошулја. Одело. И ја кога стану за бајле, за на работу, све спремно. Лечу се и си отиду. Чиста работа. Виж, чиста работа, а чудна работа, мајко му. Зашто след тоа секс остаре почна, нели? Абе, да се чудиш. Толку чудно. Ѓокица Лукаревски вечерва кај нас, драги мои, во нашето студио. Ова што држам пред себе се све улоги. Опус на еден Гледате што пензиониран има актер. награди, еден куп многу харти подржи за да можам да ги имам до себе. И Ѓокица има една интересна работа, ако е дело на неговата сопруга, мора да ја пофалам, прости ми, но еден дневник интересен, во кој таа има забележано се, не може се, ама голем дел од твојата кариера. Творечки опус наведен во една книга преку која што фотографија и пишан збор. Многу интересна работа. Драмски театар го споменате, јас го споменав, па зборувавме за него. Во тоа време вие како некоја група и како драмски театар, меѓутоа и како група од овие луѓе што ги набројавме пред малку, бевте хиперактивни. Не знам, многу работевте тоа време. Да. Веројатно затоа ли сте и толку долго. Секако, И благодарение. го представите, меѓутоа и во еден проект кој беше многу прочен. Женски оркестар е нешто што сигурно остави траен белек во тоа време и немаше кој ве немаше гледат. Што дури и ден денес имам луѓе кои што ќе ми се јават, бе, дај бе од таа касетата, бе, молим те, бе, имаш ли од таа касета, цигани, вакви, такви, Ама ова. ти беше оригинал. Ама и вика, абе, знаеш што, детено, вика, абе, се утепав, бе, ја излижа лентата, немам више, викам лента, таква. Така да тоа беше хит и тоа многу наивно почна, Сашко
имаше еден француски текст Жан Ануи. Чекај, Сашко Насев, ова се случува после чија си, бидејќи на Сашко Насев е чија си? Не, мислам негова? дека не после чија си ова се случува. Ова се случува после чија си, така. Бидејќи чија си исто така беше бум направи. Фантастична представа направивме тогаш. Ја го играв Шкембарот, тој тепачот што е таму. Игра потоа направива уште еднаш. Не, тоа беше не чија си, него друга една представа која што имаше. Ова имаше нормален успех, гостувате, ја гледав во Куманово, по градови одевте, се бараше билет повеќе, многу години ја игравте. Да. Беше убав еден убав состав кој што Одлично. Димче Станковски знаеше секогаш да направи одлична поделба. Да ти кажам, кај Димче имам статирано Нели? 81 година лет во место. Скоро сите покојни. Милица Стојанова играше. Ацо Ѓорчев играше. И знаеш кој играше? Како гостин? Да. Само што излезе од затвор Ристо Шишков. Да, Ристо Шишков. Лет во место, Лет во Димитар место. Станковски го режираше. Дали мислам дека 3-4 месеци по неговото излегување од затвор. Да. Он го играше по стариот брат, Инаку- Живко Пешевски го играше по младиот брат во представата. Инаку, кога сме веќе кај Ристо Шишков. Ристо Шишков беше човекот кој што многу ми помогна. Он беше во драмски исто или во Не, во МНТ, кој што многу ми помогна за да влезам на академија. Подготовките што беа потребни да се направат за да се совлада еден текст, ги правев со Ристо Шишков, кој што за мене беше една величина, еден како да кажам како човек кој што една статуа на која што секогаш си бил должен да и се поклониш. Знаеш што Така да- беше во Кумановски театар? Како? Во бифето со нога вака кога ќе го изнервира нешто. Да. И Да проба чакај, нешто, он да. беше многу професионален, знаеш, и сакаше пробите да бидат под конец, не Ништо, дозволуваше многу, апсолутно. да кажам, зезање и така импровизации. импровизации на типот ќе биде на нешто- интересни хумор ќе се зеза. Да, но он сакаше строго од онака да се проба како што треба, и ако го изнервира, вака само со нога на бифето, вратата ќе ги удреше. И сите трчате по чаши, И вие. тишина. Чекај, бе, Не, чашите. У бифето тишина. И он само ќе кажеше, со гласот ќе ве удавам. Тоа го правеше. И овие си и после веќе Он беше дружење, посебна дружелюби личност. беше. Да, посебна личност. Бар приватно беше многу податлив на хумор. Да зезање ги прифаќаше сите, никогаш не се навредуваше ако не го чепнат за она што највеќе го болеше, неговото родно место Кукуш, кај што беше роден, кој што не можеше да го презентира како дел од една наша територија која што им припаѓала на времето, така? Го мачеше Тој, тоа многу. Да, тоа многу го мачеше и тоа беше посветен на тоа максимално. Оставаше Меѓутоа, печаток на сериозен лик преку своите ликови во филмовите во кои ги играше, овака беше доста ведар човек приватно. Апсолутно. Човек кој што знаеше да се нашали, знаеше да прифати одредена ситуација на хумор, на дури лично негово, не му упатено. На негова смета, така што ми останал во многу длабок спомен што се однесува до Ристо Шишков, така да Извини, го направив памтам. дигресија. Да, нема Да се везе. вратиме И на женски оркестар. Женски оркестар, да. Женски оркестар Сашо Насев, нали, реков го ни предложи му Жан Ануи се вика, писателот на женски оркестар, кој што е француски текст. И го земавме и ај ќе го адаптираме. Така? Читаме текстов. Не може ова. Не е тоа што. И што правиме сега? Ајде сите ќе пишуваме текст. И сите, секој си бира лик. И бираме се овај, Франчо, Гоце, Мешко, Чоре, Игор, Јовица Михајловски, сите бираме. И секој си пишува сцена, како ќе биде ситуацијата вам. Така се укомпонира тоа добро, што просто не можеше да се свати дека, пази, сите знаат Жан Ануи дека е текстот, меѓутоа ние сме авторите на женски оркестар. Затоа што имаше сцени, ми се сеќам за Вардар. Демек Вардар тече и Иванчо ќе викне гом навлече, пардон. Ама тоа беше што со. Ја не сум ни знаел дека е по француски текст, беше толку доближен на наши услови. Да, апсолутно, па ние го адаптиравме за наши као еден коментар на нашето живење во тој период.
И тоа беше многу добро Беше примено кај апсолутно, публиката, затоа што луѓето сакаат да се насмеат на она што нив ги мачи. Да, точно Вардар никаква хигиена ваму таму, па како се зафркавме со приватни интереси, овој правил вака, овој правил онака. Мислам, беше многу интересно, така што јас имам многу позитивни спомени, еве таа слика. Јас имам печаток дека се забавувавте на вистина додека Апсолутно, па секој дури имаше таква моќ и дозвола секој да импровизира на лице место, што е најважно, тоа е најдобрата варијанта. Јас се сеќавам, идевме низ Македонија. И играме во Струмица, ајде женски оркестар, играме дандара, мандара, тама. И една представа, па уште една представа, две, одма, немаше закажани, него одма, уште една представа. Публика се чека. продава одма. Многу. Чекаме, втората представа помина, доаѓа директор, вика, аман, вика, уште една представа, немој ве ми е капнати више. Не играте уште да играме се уште да. А ја имам У една... ден 3 представи. 3! У 11 ја почнавме втората. Третата, пардон. Да. И ја имам една сцена кај што се качувам на едно столче и играм, демек, не, се мешам вака, а столчето од оние не стари столчиња така, тркалезно вака со наслон, театарски, од оние театарски столчиња, знаеш какви се. И ја рндара, и одеднаш слушам нешто у столчето внутра. Што правиме сега, бе, јас со столчето, па се игра, публика, се валка од смеење. Немаше што друга се прави, мислам тоа. Али бевме многу почитувани, многу сакани, со една посебна љубов кон Многу нас. настапувавте во сите градови, буквално. Апсолутно. И меѓу вас постоеше некоја хемија, не знам, многу природно делуваше. Дури морам да кажам дека со таа представа бевме и во Австралија бевме. Со нејзин за представата во која што сите излегуваме, да играме и сите го знаат текстот, сите ги кажуваат репликите, ние не можеме да прозбориме. Ама толку интересантно, така да тоа беше хит, навистина беше хит. Тоа време и немаше таква друга представа која што можеше да ги предизвика чувствата кај луѓето, така да. Ете, тоа е тоа. Бевме сите, една кохезија имаше меѓу нас, се почитувавме сите максимално. Скоро на ниво на семејство. Да, немаше никој да се да каже чекај бе, се пази ти што бе. Не, сите дозволено, па ќе ти добаци бе и вака да направиш. Си дававте шлагворти, форсиравте ако на некој му е дено. Апсолутно. Бидејќи сум гледал неколку верзии и во живо и нешто снимено, така да ги забележав тие работи. Ако на овој ако му тргне добро, го пуштате по план. Пуштај, цепај, готово, да. И тоа е една тимска работа која и тоа за роди со голем успех, Тоа беше иначе представа на драмски театар која што игравме таму, потоа прерасна во приватен проект. Така после настапувавте после приватно проект, да, и после тоа беше, после игравме и женски оркестар 2. Имаше уште, меѓутоа не беше тоа, не можевме, немаше континуитет на успехот како на првата. Не доживеа ист успех. Прв пат е секогаш прв. Ево секоја, да. А мене секоја бе втора ми е. А втора колку сакам, ле. Научен од првата. Ајде уште некоја представа од тој период да издвоиме во драмски. Еве во драмски, еве овде имам, значи. Па ќе те префрлам на други теми. Еве вака ветерни стополите. Ви само колкав дневник. Ветерни стополите, јас Дади и Чоре игравме една представа. Тоа време имаше пишувани медиуми, насловни страни, во екран сигурно верувам, имам такви работи скриени, да. Еве Чијаси повторно ја праеше, да, ова е најновата представа на Чијаси, која што ја режира се Љупчо Георгиевски. Љупчо Георгиевски од Битола, така да. Да, го знам. Еве ова е, да. Еве овдека живот во тесни чевли, представа одлична. На живот во тесни чевли е представа на Душан Ковачевиќ од Белград. Душан Ковачевиќ, кој што ја режираше. Која му беше најпозната, сега заборавив? Собирен центар. Собирен центар или викенд, или не викенд на мртовци, него како се викаше, и не ми професионалец негова, нели? И професионалец, да, и
Не знам. сега Ќе не ти можам- текнет? Не, Ами може да одамна ќе- памтиш. Памтам, Не дека го ако не ме нема. поттурне некој, да ме поттурне. Да, ете ова игравме, значи тоа представче многу добра представа беше тоа. Ја режираше Ненад Витанов на Јордан Витанов син му од Велес. Да, он ја режираше представата. Да, ево Џон Чекај, Пипов. Солунски патрди исто го правевте? Да, Таа беше многу популарна Солунски песна. патрди, јас не играм во Солунски патрди. Не? А во драмски беше? Во драмски. Гоце и Ванчо Гоце ја Ванчо носеа, играат. ја носеа представата до безкрај. Многу беше Таа добро. представа играше 300 пати. 300 пат. 300 пати. Многу Тоа беше популарно. Тоа беше представа која што носеше секогаш нур. Носеше затоа што представата ја играат 20 артисти, Гоце и Ванчо, кои што имаат директен контакт со публиката. И игра во име на публиката со одредени приватни анекдоти кои што ги имаше и на сцена ги преврлува. Знам една ситуација, да кажам само, што јас ја знам, во публиката седи Васил Тупурковски. Да, и они го гледаат, Циле бе, ела вамо бе, што ај ти ова, почнаа со него да се играат. Така да публиката паѓаше од смење. Било кого да видеа во публиката знае. Меѓутоа тоа прерасна после во нешто што малку ги вулгаризираше работите, затоа што сцената, да, се користи, ама тоа може на До одредена естрада. граница, На да. На естрада. естрада, Тоа бара естрада. А оваа ситуација беше театар. Меѓутоа, носеше публика. Ете, публиката сакаше да се забавува. Тоа е многу важна работа. Колку знам, после ај сега како се викаше објектот, нели се снимаше и за на телевизија во Ано? Да, во Ано, да, во Куршумлијан. Во Куршумлијан. Се снима, Го ама снимија тогаш телевизиска верзија. Да, тогаш остана неколку ликови од Не игра сите представата. што во Да, представата. играше Џуме во представата, играше не знам уште кој, Јовица, некој дали Стево, Стево играше уствари, само Џумерко беше влезен во представата таму, али одлична представа направива и таму, така да тоа е еден од, као што за мене рецимо Болва во Уво, што беше представа на драмски театар во која што 100% играше Чоревски, играше Аце Јовановски, Ненад играше Ненад Стојановски, играше Мите Грозданов, играше Драги Костовски, али то беше представа која што фактички му дозволи на Чоревски да направи бум во кариерата и после тоа дојде Диво месо. Мислам дека е така. После дојде Диво месо, да. Ова беше, да, пошто беше нешто феноменално. беше многу добро. Диво месо беше представа која што Текстовите Ја на тепа цела Горан Југославија. Воопшто, да. Ја тепа цела Ма тогаш Југославија. драмски тогаш беше многу популарно во Нови Сад фестивалот. Стерино поздрав. За Војдан Чернодрински да не збориме, наградите летеа. Стерино Позорје беше најценетиот фестивал колку што се сеќавам и драмски ја не се сеќавам да се има вратено без награда. Никако. Секогаш Ненад ходевме- колку има? Вие- Некои 2-3 може би. Сигурно мислам дека има две, Чоре има две, Мето има една, кој имаше уште тамо? Има, и за представа имате- Круме, мислам, Крум Стојанов играше во представа, или... Ами и за Ацо најдобра Ѓорчев. представа имате зимано. Мислам неколку пати. Кажи ми која представа е некоја со која те поврзува нешто интересно, некоја анегдота да ни кажеш, шат сте ја подготвувале во драмски. ќе ти кажам, имаше една представа, пак Димче Станковски ја режираше, се работеше... Он многу режираше во драмски. Да, он беше... Шат пат некаде Иво Куманов има Добро, режирано неколку. Они си правива такви шеми си правива режисерите, ќе снимам една во драмски театар, ќе правам една представа во драмски театар и после вртам круче низ Македонија, чак так тики така и готово, супер е. Сите се доволни. Али обавезно беше под обврска да направи една представа во драмски Он театар. беше вработен во драмски. Да, беше Како работен во режисер, театар. Не како режисер, он беше како глумец. Да, Димче Станковски беше. Димитар Станковски. Да, како глумец се Чекај, јас водеше. слушам дека и Бато бил он како глумец, нели е драматург Бато? Кој? Да. Не е драматург, така беше и Драматург, ама вработен. беше во МНТ, он нека Во нас. МНТ добро, ама како драматург или како глумец? Као драматург. Драматург. А има и глумено.
Има и глумено нешто така, чат-пат да протрча малку да се види дека знае. Братислав Димитров, за него. Братислав Димитров, како. И правевме една представа, нешто со вестерн ситуации, као адаптирано на селски начин, наш македонски. Револуционери, демек, нешто, ја играв таа главниот таму. Македонски јас. Џон Вејн. Да, така и требаше нешто да селаните од местото, од кај што игравме, нели, по сценариото, треба да ми донесат храна, нешто, и во една сцена треба Ванчо да ми донесе една погача. Аха. Погача да ми донесе. И јас и глумам така, она и погачата и ми ја дава мене, вака погачата, и ја отварам погачата. Змија унутра стаена. Ама он кога идел од Зеленикова кај што на пут згазил некоја змија. И за да ме спобудали. Да. Стаена, ја фрлив и ле, и ова, и представата искочи. Абе, шок да зима, публиката не знае што е. Ја искачам. Добро, и продолжуваме понатака. Има уште едно јавување, Ванчо. Уште едно има, пак носи. И ја го гледам сега, викам, некој мајмулак ќе ми направи веќе гуте, ме. И иде едно коланче, ама баш онака направено со различни бои, како да е змија, знаеш? И ја го гледам, викам, само ако го извади ова, ќе гутепам тука на лице место, па не се имаш трпи. верзија малку зми? Па, апсолутно. Има ли кој нема? Во Собирен центар. Представа, имаме, значи, надземни и подземен живот, така? Да. И ние умрените, демек, она сега, живите, уствари, ние се комуницираме со мртвите и имаше една сцена кај што еден ковчег се отвара на сцената, вака, и искача однутра, демек комуницираме со мртвите. Ало, како си, професоре, она? И ја идам, отварам, вака, така плоча надгробна, нали, као на гробот, и одеднаш од внатре лазе Манасковски со една маска од тие кретените амерички. Мајко, бегај надвор! Абе, двака дишам. Абе, овие паѓаат од смеење на снеда, бе, викам. На представа, На представа! Публиката, баја. Што ти кажам? Публиката са нигде. Или пази, исто на тој Собирен центар, ја играв еден ром, нали, со армоника да гараме. Да. И да, нали, и собира, и ја играм така, ама и тесни пантолани малку, и нали, и одеднаш прави трррр. Ми се искинаа пантоланите. Ми се искина и сега не можам да играм. И ја играм, ама вака играм цело време. Абе, публика, што да ти кажам? И така да, тоа беа све. Многу анегдоти има кои што, како да ти кажам. Со овие анегдоти ќе ставиме точка тука во оваа емисија. Добро. Јас ти благодарам што беше наш гостин во ова прво делче. Ќе следува уште една емисија, бидејќи има уште многу да кажеме. Океј. Јас се надевам дека на публиката ова име наистина интересно да се посетиме на некои стари времиња, кога наистина што велат некој постари господ одеше по земја, се случува наистина убави работи. Па тие спомени не чуваат, мислам, не одржуваат уште во некаква динамика која што имаме што да кажеме во секој случај. Останете со нас уште малку, имаме и други содржини, а потоа чекајте и новата епизода на Нема љутиш. Така ти е тоа кога кај нас, како и во се друго, нели? Така и во политиката, нон-стоп се импровизира, без да се нема реален план што точно треба да се реализира. Тоа е исто како кога со другар, например, ќе се повикате еден друг на кафе, напладне, а завршувате со пиво во рас. Наместо кафе. Ама добро, тоа и не треба нели премногу да чуди, бидејќи кафето и пивото имаат многу слични нешта, а помеѓу другите многу се слични и во имињата. Како? Еве вака, например, на името на кафето, ако му смениш само 4 букви, го добиваш името пиво. Многу слично, ете така, просто и лесно.
Како што се надевам ви помина и ова епизода на Нема љутиш. Со вториот дел и истиот гостин се враќаме пак следната недела заедно со минералната вода Визијана за убава и свежа мисла, млечните производи од бучен козјак, Алфи Техноцентар во Скопје и Куманово, детергентите од Арис и незаборавните моменти и спомени во комплекс Етно село Тимчевски, а наскоро и во ресторан Еден. Единствен. И следната недела Ѓокица Лукаревски. А до тогаш, чао. Добро вечер, уште една. Јајно. Добронамерници, оние кои се во потрага во добра зава, чу, или опуштена атмосфера. А за неја, да неја